Еве сакам и до вас и до граѓаните да упатам едно прашање. Како тоа по партизанска ние немаме смет? Имаме празни контейнери? Ке мора да разграничиме дека одредени улици се на градот, а одредени улици се на општините. Партизанска, Рузвелтова... Собирање на сметот, тоа се вика индивидуална хигиена, подигање на контейнерите и кантите од индивидуалното домакинство се исклучува надлежност на комунална хигиена и граѓаните за тоа секој месец плаќаат. По партизанска нема смет затоа што има камери. А истите овие гости што доаѓаат да ја чистат општина Карпош, истите тие ноќе со камиони истураат смет покрај контейнерите, покрај празни контейнери, за да наутро дојдат и го собираат сметот и да прикажуваат дека тие се спасители. Имате ли докази дека камиони доаѓаат навечер и фрлаат смет и кој тоа го прави? Дали градот Скопје и градската управа или против кандидати? Овие истите што доаѓаат да чистат заедно со против кандидатот. Ние имаме слики, за жал се наседна, на 23 октомври, кога чистеа кај салата Партизан 4, сметот е собран, кој се собирал 5-6 дена, во 5:30 навечер во средата е собран. Утрото сабајле во 7 сати имаме 3 пати повеќе смет од оној што бил претходно и доаѓаат тој смет да го чистат. И оно што е битно, луѓе што ја работат таа работа од Ризлак, го видела тој смет и кажа ова не е комунален смет, ова е смет од корпоративен смет, односно од фирми. И јасно е, можно ли е од 5:30 навечер до сабајле, до 8 сат да има 3 пати повеќе смет, а контейнерите сите полни и што е најинтересно, граѓанин кој што во тој момент не спиел, бил на тараса, го видел и камионот кој дошол тоа да го исфрли тука сметот. Пријавивте ли во обвинителство или некаде во надлежните служби? Вака сега, се размислувавме дали да пријавуваме. Ни кажа, дури консултиравме некои обвинители, ни кажа дека тие ќе побараат Safe City од полиција. Полицијата е нивна и тука нема ништо да биде. Имаме повеќе случаи такви, кога навечер чистиме, сликаме, сабајле се гледа со повторно фрлен смет до контейнерите, но она што сакам да им кажам на граѓаните, нема каде да одат. Од понеделник тоа се исклучиво надлежност на градоначалникот на Скопје, ќе ги издржиме со ваква ѓубреџиска политика што ни ја наметна не само нас, на целиот град. И јас морам да кажам, јас сум многу храбар човек, ама јас ваква храброст, вака да се поигравам со ѓубрето, со граѓаните, ова навистина треба да си луд за да со вакви работи се поигруваш. А ние ако имаме држава како што треба, ако имаме обвинителство како што треба, ова се може да се констатира. Само Safe City се отвора, еве ги повикувам, нека отворат истрага и ќе видат камионите каде одат. Дури ме информираа од Ризла дека камиониве што собираат смет од Карпош и други места не се појават во Ризла, не го носат сметот таму, каде го носат? Од едно место го собираат, се сликаат, на друго место го истовараат.